Почитувани, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на Студио 1, вторник, 15 јануари, ден кој што го дочекавме со информацијата дека откако беше објавен во службен весник Законот за јазици стапува во сила, со што албанскиот јазик станува втор официјален јазик, односно службен јазик во институциите на целото ниво на сите институции на централната власт. Тоа е информацијата и темата на која што секако ќе се задржиме во ова Студио 1 и ќе биде во фокусот како и на нас, така и на нашата отворена програма, отворена контактна програма, кога ќе ги очекуваме вашите мислења. А иако сте можеби навикнати во ова вторничко издание да ме гледа мене и колешката Кристина Атовска, овој пат со мене е колегата Игор Стефановски, кој што ќе ви најави што всушност ве очекува се во ова денешно издание на Студио 1, со оглед на тоа што колешката Атовска е веќе попат кон Атина, каде што ќе ги следи случувањата во грчкиот парламент по однос на договорот од Преспа и до гласањето на доверба на владата на Ципрас. Игор, добре дојде уште еднаш во студиото и може да им представиш на гледачите што ќе гледаат денес, кај што ги очекува. Добре најдов. Барем во првиот блок. Така, добре ве најдов. Секако и добре дојде на гледачите и од мене, а во Студио 1 ќе гледате во првиот блок од 14 до 14:30 часот. Линковски се вклучуваме во собранието, каде што е таму нашата репортерка Весна Велкова-Тодоровска, која ги следи собраниските случувања во однос на изгласаниот закон за употреба на јазиците. Веднаш потоа се враќаме назад во студиото со колешките Искра Петчевска и Елена Милошевска, кои што ги следа денешните судски процеси во кривичниот суд, како за собраниските инциденти 27 април, така и за случајот Тендери, каде што обвинета Елизабета Канчевска-Милевска во случајот на специјалното јавно обвинителство. Веднаш потоа во 14 часот и 30 стартуваат вестите на 1 ТВ, денеска со Александар Петрески во попладневните изданија, а потоа се враќаме назад околу 15 часот во студиото со гостин на тема секако состојбите во судството со Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење. Темата ќе биде нели состојбите во судството. Почна всушност годината на судење нели во со почетокот на стартот од 2019-та, денеска се првите рочишта во самиот кривичен суд. Потоа следуваат повторно вестите во 16 часот, кулинарското шоу Маја готви во 16:15, а веднаш потоа се враќаме назад во соотворената маратонска програма во студиото. Ќе разговараме со Дејан Андоновиќ за актуелните случувања во светот. Ќе очекуваме и да имаме и прилог од собрание, односно од колешката Весна Велкова-Тодоровска, а секако ќе ги отвориме и линиите за вас, гледачите, на тема албанскиот јазик се официализира на цела територија. Законот за јазици објавен во службен весник. Морам да потенцирам дека го поканивме директорот, но одби да зборува во камера за објавата на службен весник. Веднаш потоа следува забавниот дел возење со Вучич, ексклузив со Стефан и Нина, кои што ќе ви ги најават прилозите во ексклузив. Подоцна е Сергеј Варошлија во отвореното студио Мода, а ваш вечерен домаќин ќе биде Александар Чомовски, додека пак во дневникот вестите ќе ги гледате токму со Чомовски и со Елена Джугуманова. Потоа следува авторската емисија на Гордана Дувњак Правда и неправда. Ке се исправи или на нозе правниот систем по политичкиот земјотрес, предизвикан од амнестијата и обезбедувањето од двотретинско мнозинство на гласањето за уставни измени. Гости на колешката Гордана Дувњак се искусни професионалци, како врховниот судија во пензија Дани Илиев и заменик државниот јавен обвинител, исто така во пензија Коста Петровски. Правда и неправда е во 21 часот, а веднаш потоа е отвореното студио повторно со Чумовски, Дакар, вести и секако вечерта имаме филм Баневски. Сега треба Весна да повикаме. Маратонското студио го завршуваме со филм како и секоја вечер, меѓутоа пред да преидеме во собранието, само да најавиме дека во делот за правосудството имаме една репортажа од колешката Атовска која што ќе можете да ја погледнете, зборува за еден интересен податок кој што можеби и не е толку познат во јавноста, но сега се селиме како што најави колегата Стефановски во собранието, каде што е нашата колешка Весна Велкова, која што ја следи ситуацијата откако беше објавено дека законот за јазици е во службен весник. Весна, дали се слушаме, повели? Те гледаме. Да, се слушаме. Денеска овде во собранието пресконференција на оваа тема закон за употреба на јазиците одржа собраничкиот спикер Талав Џафери. Инаку речиси од раново
од ова рано утро, откако беше објавен законот за употреба на јазиците и законот за ратификација на договорот од Преспа во службен весник, започна препукувањето меѓу власта и опозицијата, односно и председателот Иванов за тоа кој го прекршил уставот, законите и деловникот. Овде во собранието, како што кажав, собраничкиот спикер беше обвинат од председателот и од опозицијската ВМРО ДПМН дека го прекршил и уставот и законите и деловникот. Но Талат Џафери пообјасни дека не тој, токму Иванов со непотпишувањето на указите ги прекршил законите, повикувајќи се на членот 8 од уставот во кој стои поделбата на властите во Македонија, законодавна, судска и извршна. Тој рече дека не на председателот Иванов му оставил доволно време за да ги потпише и законот и указот нели за ратификација на законот на договорот од Преспа. За вториот оставил 6 месеци, за првиот 1 година, откако собранието го изгласа законот за употреба на јазиците. Да го слушнеме овдека Талат Џафери. Тврдел дека само во рамките на постапките и процедурите кои што се пропишани во Уставот и Деловникот. Според процедурите, Уставот не го испочитува председателот на државата и со тоа може да се смета дека од таа страна е направено прекршување на обврските што произлегуваат од Уставот и со тоа злоупотреба на службена должност, односно функција, со актот на непотпишување на указите за прогласување на законите. И во тој контекст, според членот 8 од Уставот, основни вредности, односно темелни вредности на уредувањето во Република Македонија е поделба на властите во законодавна, извршна и судска власт. Впрочем, председателот на државата му припаѓа е дел од извршната власт и истиот не може да се меша во надлежности на законодавната власт како највисок орган во Република Македонија и со тоа фактички он не ја исполнува својата обврска. Шефот на државата Иванов пак преку писмено соопштение соопшти дека Талата Џафери го прекршил Уставот и Деловникот со тоа што ги испратил двата укази до службен весник. Тој нагласува дека токму сега е моментот да се види дали во Македонија функционира уставниот суд, јавното обвинителство, судот и правдата. Тој уште напиша дека доцна синоќа, сега ќе цитирам дел од соопштението на Иванов, доцна синоќа имавме можност да го видиме вистинското лице на коалицијата СДСМ-ДУИ, која себе си се смета за проевропска. Законот за употреба на јазиците и на законот за ратификација на спогодбата од Преспа во службен весник без потпис на указот од председателот на Македонија се противуставни. Со доставување на овие два закони во службен весник е прекршен членот 75 од Уставот, додека објавувањето на законите е незаконски и основ за кривично гонење. Иванов во своето соопштение ја повикува и меѓународната заедница да заземе став и како гледа на целата ова постапка. Во меѓувреме овде во собранието и пратеникот од ДУИ Артан Груби одржа пресконференција на која ги поздрави донесувањето, односно објавувањето на овие два закони во службен весник со оглед на тоа што тие стапуваат на сила веднаш по нивното објавување. Да го слушнеме овде Артан Груби. Нелегитимниот председател кој што е во заминување, има само уште 2 месеци во неговата канцеларија, го потпишува само прогласот на законот, а не законот. Законот се потпишува од страна на председател на Собранието на Република Македонија. Прочитајте ги законите, прочитајте го Уставот, прочитајте го Деловникот и објавата на Законот за јазиците заедно и со Законот за ратификација на договорот помеѓу Македонија и Грција во службен весник е целосно согласно законот. И затоа сметаме дека и господинот Иванов и ВМРО ДПМН треба да се одважат себе си, да се надминат себе си и да бидат први кои што ќе напишат ВМРО ДПМН пред нивното седиште и на албански јазик.
Ова беше изјавата на пратеникот Груби од ДУИ. Во меѓувреме од седиштето на ВМРО ДПМН и генералниот секретар Игор Јанушев најави кривична пријава и против собранискиот спикер Тала Џафери и против директорот на службен весник Мартин Костовски. Тој повторно се повикува на уставот и законите и вели дека комплетно се прекршени. Да го слушнеме овдека Јанушев. Секој објавување во службен весник на законот за двојазичност без претходен подпис од страна на председателот на државата не е ниту легално, ни легитимно и носи не само политички, туку и правни последици. Незаконското објавување на законите е злоупотреба на службената должност и е казниво согласно член 353 од Кривичниот закон на Република Македонија. Ова дело не застанува за година или две, за да може сторителот да биде амнестиран од кацарска судството на Зоран Заев. С оглед на тежината на делото и огромните штети за Република Македонија, кои би ги предизвикало незаконското објавување во службен весник, ставот 5 од членот 353 предвидува затворска казна од најмалку 5 години. ВМРО ДПМН ќе поднесе кривична пријава против Талат Џафери и директорот на службен весник. И владеачката СДСМ во своето седиште на Бихачка, но за оваа пресконференција подосна во вестите. На пресконференцијата на собраничкиот спикер новинарите праша и кога ќе бидат распишани председателските избори. Џафери најави дека ќе ги распише на 8 февруари. Првиот изборен круг ќе биде на 21 април, вториот на 5 мај. Ќе има пролонгирање од првичната најава за една недела поради големиот верски православен празник Великден. Инаку првично беше стоја датумите дека првиот круг ќе се одржи на 14 април, вториот на 28 април. Инаку да кажам дека на пресконференцијата на Артан Груби беше запрашан и за дали има преговори меѓу СДСМ и ДУИ за консензуален председател. Груби рече дека засега нема средба меѓу Ахмети и Зоран Заев на оваа тема, но дека наскоро се очекува. И за за евентуалните предвремени парламентарни избори, и Џафери и Груби рекоа дека не се за предвремени парламентарни избори, бидејќи реформскиот процес треба да се истурка до крај и не чека почеток, не очекува датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Дали има прашања, студио? Да, Весна, само едно прашање во однос на тоа дали денеска заседаваше собранието или некој од собраниските комисии и дали всушност се проговори на албански како што беше најавувано? Да, генерално Баневски овде во собранието функционира двојазичноста. Значи, овдека пратениците можат да си се обраќаат на својот мајчин јазик, но законот за јазиците исто така имаше прашање која ќе почне да се спроведува. Значи, во наредните 6 месеци, тоа е законскиот рок, кога ќе треба да се испочитува овој закон, односно таблите, например, на институциите да станат двојазични. Така, Весна, ти благодарам, тоа би било се доколку немаш дополнителни информации. Ние продолжуваме овдека со нашите две колешки, Искра Петчевска и Елена Милошевска, кои што ги следат судските процеси денеска 27 април и судскиот процес за тендери. Се префрлуваме сега на темата за правосудство. Искра, што се случи на... Да почнеме со тебе, што се случи на 27 април за денеска? После празничната пауза. Ова е првото рочиште по пауза. Продолжуваат судењата за овие познати случаи, барем во јавноста. Денеска требаше да продолжи судењето за 27 април, меѓутоа беше одложено. Причина за одлагањето е законот за амнестија, бидејќи дел од луѓето од обвинетите што побара амнестија добија амнестија, тие решенија веќе се правосилни, што значи дека веќе тие се слободни граѓани, тука за нив завршува овој предмет. Меѓутоа има дел од обвинетите кои што побара амнестија им беше одбиена, тие имаат право на жалба, тече процедурата и нивните решенија не се правосилни, што значи судот не може да продолжи да го осуди бидејќи овој случај бидејќи не знае што ќе се случи. Можеби некому ќе биде одбиено, можеби некому ќе му се уважи жалбата. Имено
Денеска Тука би сакала, извини што ќе те прекинам Да. да те прашам, бидејќи обично салата за 27 април во кривичниот суд е постојано полна. Дали денеска беше со обвинети преполнета салата, како што знае вообичаената пракса да е за 27 април, од обвинети адвокати буквално се понде со околу 70 на луѓе. Беа ли присутни пратениците, преостанатите обвинети? Не, еве ќе кажам и зошто. Бидејќи, како што кажав, дел од нив добија амнестија, дел не добија амнестија, се автоматски се намалува бројот. Луѓето се намалува бројот на луѓе, меѓутоа до оние што се уште се обвинети, за нив трае постапката, не беа денеска донесени во кривичниот суд, бидејќи како што објасни судечкиот судија Добрила Кацарска, заради економичност на постапката, сепак се во прашање и време и пари се трошат кога се спроведуваат луѓето што се наоѓаат во куќен притвор и во притвор, за да сето тоа биде поекономично и побрзо, судиката Добрила Кацарска издаде налог да не се спроведуваат луѓето што се притворени и така не бе додени. Меѓутоа еве да речеме еден од нив од обвинетите Мунир Пепич се појави пред судот, беше присутен и како што објасни и за него не е правосилно решението бидејќи него му е одбиена жалбата за амнестија, меѓутоа тој побара јавна седница во пред таа насока апелацијскиот суд. Искра, дали и вниманието на медиумите е исто како и кога почна овој процес, па траеше до навечер, па секој ден имаше судења, дали вниманието медиумско е исто или пак можеби веќе интересот не е толкав кон овој процес со оглед на амнестијата и преполовениот број на Баневски медиумскиот интерес е ист. Судење е судење, процес е процес, се зависи што се случува. Особено сега па со законот за амнестија многу работи се менуваат. Медиумскиот интерес, дали тоа го зголеми интересот за ова судење? Интензитетот не е бидејќи природно е. Друго е кога имате вие 33 обвинети да следите такво судење. Друго е кога имате 10 или 12. Друго е кога ќе се појават сите или нема да се појават сите. Во таа смисла само динамиката се менува. А инаку интересот останува ист. Тоа е од прилика тоа. Инаку што се однесува до овој предмет, уште е важно да се каже дека дел од присутните ќе видиме што ќе се случува ако добијат амнестија, тогаш имаме сосема друга ситуација, но во принцип она што денеска беше кажано, а она што ќе следува понатака, судењето, сите рочишта што беа досега закажани ќе бидат одложени до 21 јануари со оглед на тоа што треба да помине временски период за да видиме што ќе се случува со другите барања за амнестија. Исто така ќе треба обвинението да биде сега изменето, не може да биде исто како што било досега. Тоа бара се време, процедура, колку и да бидат брзи и обвинителството и одбраната, сепак тоа бара време и судиката Кацарска кажа дека ќе биде одвоено онолку доволно време колку што ќе биде потребно за двете страни да бидат соодветно подготвени. Тоа вели Вилма Русковска, ќе те прекинам, обвинителката која што го води процесот, дали денеска се обиде или некој од вас од новинарите кои што бевте там разговараше со неа, бидејќи сепак сега на нејзин товар е да го промени целосното обвинение за 27 април и да складира кој што направил со оглед на тоа што повеќе од половина ќе бидат амнестирани или веќе се во овој процес и со законот. Да, тоа го кажа обвинителката Русковска, кажа пред судот дека се работи на измена на обвинението, се разбери дека сето тоа во законска процедура што е можно побрзо ќе биде доставено и до одбраната, до адвокатите, но и до обвинетите, како што впрочем налага и законот, освен во делот на завршните зборови, бидејќи на 21 јануари треба да почнат завршните зборови на обвинителството. Тоа сето ќе биде по електронски пат за да не се губи, пак велам, време заради економичноста на постапката, ќе биде ставено на USB, ќе се чита, ќе се проверува, тогаш е многу полесно да се прати текот на постапката и поради тоа и одбраната ќе има повеќе време да ги подготви своите завршни зборови. Така, бидејќи сме веќе кон крајот со времето, Елена, за разлика од 27 кој што можеме да слушнеме сега во една фаза на процедури кои што се уште ќе го закочат процесот, докаде е предметот тендери, во каква фаза е и што денеска се случи на денешното рочиште конкретно? Па за процесот тендери на специјалното јавно обвинителство можам да кажам дека е во доказна постапка, односно специјалното јавно обвинителство има предложени своји сведоци, денеска двајца од нив сведоча, исто така можам да кажам дека всушност со овој предмет стартуваше работата на кривичниот суд, бидејќи како што кажа колешката Искра 27 се одложи, но ова студење денеска почна. Секако обвинетата, прво обвинетата, поранешната министерка за култура, Канчевска
Канчевска Милевска дојде во судница, но денешното судење всушност не траеше долго, со оглед на тоа дека нели во кривичниот суд има и судења кои што, односно маратонски рочишта, ова траеше кратко 2 часа, а при самиот крај, откако Канчевска Милевска излезе од судница, таа даде и изјава за медиумите. Во оваа прилика мислам дека е подготвена изјавата, да може да режијата да ја погледнеме, па се враќаме назад да ја привршиме, да го привршиме овој блок од студиото. Стојам цврсто и јасно и гордо за таа моја одлука и во ниеден случај ниту, пак ќе кажам, сум уцената или некого сум го уценила во однос на овој предмет. Така да гласањето на кривичниот законник нема тотално врска, значи, со самиот предмет и со овој судски процес. Така имавме можност да слушнеме во која насока одбраната на поранешната министерка. Веќе следното рочиште е закажано? Наредното рочиште е закажано за 25 јануари, со така ќе продолжи доказната постапка. Има нови сведоци кои што треба да сведочат во судот. Така, доколку Игор нема дополнителни прашања, Искра се надевам дека еве на 21 ќе го следиме 27 април, ќе видиме во која динамика. Судиката Кацарска што потенцираше во однос на амнестијата, дали во тој дел до тогаш би можело да се заврши сета таа постапка со амнестија? Тоа се, Игор, процедури, знаете, иако има законски рокови, сепак тоа може да биде растегнато од разноразни причини, но се што беше договорено и објаснето и од обвинителство, и од одбраната, и од судечкиот совет, е дека ќе се направи сето тоа да биде што побрзо и што поекономично, се разбира, во рамките на законот. Меѓутоа, бидејќи одложено за 21 јануари, две рочишта и денешното 3 се одложени, тоа значи уште една недела сигурно нема да имаме одговори на прашањата дали ќе бидат прифатени или одбиени барањата за амнестија, дали ќе има постапки пред второстепениот суд. Затоа недела ќе биде интересна, се разбира дека ние сме тука. Ќе следиме и ќе ги анализираме овие информации, ќе ги соопштиме навремено на гледачите, а вие, почитувани, останете натаму со нас. Тоа беа нашите колешки Елена и Искра со детали од денешните рочишта за 27 април и за предметот на специјалното јавно обвинителство под името тендери. Ние се враќаме во 15 часот и 20 минути со Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правишно судење. Остануваме на темата правосудство и каква 2019 година го очекува македонскиот правосуден систем. Ви благодарам за вниманието и секако останете со нас, следуваат вестите на 1 ТВ.